Во страф и годинава да не извисат со откупните цени, Сдруженијето на оризопроизводители од Кочани навреме си ја фати работата, впуштајќи се во преговори со новоназначените советници на министерот за земјоделие Аријанит Хоџа. За рентабилност при производството и некаква заработувачка за живеачка, бараме зголемување на цените на оризовата арпа и на белиот ориз за 95%. Тоа значи дека нема да ја продадеме оризовата арпа по цена од 13 денари. За неа бараме 25 денари. Цената на белиот ориз е прифатлива доколку е 50, а не 30 денари, изјави Сане Јованов од село Чешиново. Јованов во придружба на уште десетина членови од споменатото активно здружение по преговорите со 13 сопственици на фабрики за откуп на ориз, ги предочија сопствените барања во кои стои изголемување на субвенциите за откуп на белото злато од 1800 денари на 2400 денари по 1 декар. Од ресорното министерство со смирувачки тонови до оризопроизводителите. Според информациите на Емнет, барањата на оризопроизводителите се оправдани. Начелно има постигнато согласност околу висината на субвенцијата за реколтата на 2020 година, но понудената откупна цена според овој сегмент од извршната власт сепак била превисока. Собствениците на 4000 хектари засејани со ориз од државата бараат навреме да ги избалансира работите, за да не се повтори состојбата на манифестација на масовно незадоволство слично кај македонските винари. Светската берза е таа што ја определува цената на оризот, но според оризопроизводителите, производството на ориз во Бугарија, Грција, Италија и Франција е двојно поевтино од македонското.